Здраво, наши пријателчиња! Ние сме повторно со вас. Тука сме за да ви помогнеме околу одгледувањето на вашите миленици. Да ви покажеме дека тие воопшто не ни мислат зло, туку напротив позитивно влијаат на нас. И запомнете, вашата куќа или стан не е дом без милени во неа. Затоа останете со нас до краја. Денес ќе разговараме со човек кој што одгледува животни кои живеат во вода и животни кои живеат во воздух. Едните имаат навистина убав глас и сите уживаме во нивната милозвучна песна, а другите имаат смирувачки ефект додека гледаме во нив. Се работи за аквариумски рибки и за канаринци, а ништо повеќе за нив ќе ни каже Илија. Здраво Илија, како си? Здраво и кај вас? Како прво би те запрашал од каде љубовта кон милениците, дали таа започнала од мали нозе или? Па мислам дека не е во тек на живота се роди таа љубов, туку е од раѓање, дека е вродена. Само со одреден период во животот успеваме да набавиме некој миленик, било канаринец, било аквариум, било маче, куче или било што. Ајде прво да започнеме за аквариумот. Од кога го имаш и како се започнува со онаа зараза што велат за да се направи првиот аквариум? Првиот аквариум го имам пред околу 3-4 години. Нормално беше крајно аматерски аквариум заради моето поголемо непознавање. Со тек на време, благодарение на искуството, благодарение на контакт со акваристи, интернетот, значи енциклопедии, се зголемува тоа знаење, па веќе може да се постигне еден постабилен аквариум. Мојот прв аквариум беше, можам да наречам, една тегла со вода. И имаше еден период кој ги содржеше буквално сите риби кои може да се најде ваква шопа беа кај мене, значи како магазин беше. Сега нормално се може да се забележи дека тоа не е така, дека не функционира така, па почнува наново рестартирање на аквариумот, па читање по интернет, информации, собирање со тек да се постигне еден стабилен аквариум. Во врска со местењето на аквариум, почетокот, најбитно е желбата, просторот во домот и финансите. Од страна на финансите, можам да кажам дека секој денар што ќе биде даен за аквариумот дека вреди. Значи, она што го добиваме ние како возврат од ова хоби е многу поголемо и повредно од парите даени за опрема. За почеток, за почетници акваристи препорачувам да се земи со среден аквариум. Нано аквариуми се нарекуваат околу 20-30 литри, значи се доволно за едно мало јато риби или не, било бета борци, без разлика кои риби, бисна да се совпаѓаат во таа литража на аквариумот. Потребни се филтер да се земи, песок да има на дното. Сега, доколку имаме засаден аквариум, тревен аквариум, потребно да се купи посебен субстрат за прихрана на растенијата, а доколку немаме, има исто така и доста џубриво за кој се тура во водата за прихрана на растенијата. Исто така мора да спомнам дека растенијата се битен дел од акваристиката, затоа што тие се еден дел од биолошкиот круг што се создава во аквариумот. Крајниот продукт во аквариумот што треба да се земи е рибата, а најголема грешка што ја прават акваристите е купувањето на риби прво, а потоа сетирањето на аквариумот. Значи битно, како што напоменав, треба да има подлога за растенијата, да се посадат живи растенија, да се помине одреден период за водата да биде стабилизирана, значи да стане аквариумска вода и да се намести добро осветлување. А откако сето тоа е одесено и растенијата насадени, може да се дода риби. Значи веќе да не се случи некој шок поради промена на pH вредноста што е на водата во аквариумските, во продавниците за акваристика со водата во нашите аквариуми. Дали е вистина дека кога се започнува со рибче во кугла, потоа заразата продолжува и се прави аквариумот и веќе нема бегање од таа љубов кон рибите? Точно е, мислам дека сите почнале со рибче во кугла или пак некој со аквариуми, без разлика. Заразата точно е така, еднаш се почнува и мислам дека нема крај. Може да во одреден дел од животот да се направи мала пауза, али никогаш не прекинува ова хоби. Така да, јас можам да кажам дека почнав со бета борец во кугла, најпрво, па потоа следеше аквариум, па следеа многу разни аквариуми, разни литражи, разни акваскейпинзи, на крајот поради обврски останав со нано аквариум, кој најмалку ми одзема време. Како се одвива чистењето на аквариумот и колку често треба да се прави тоа? Во врска за чистењето со аквариумите има една заблуда кај акваристите што мислат дека треба секој дел комплетно да се измие. Такво нешто не постои во аквариумот затоа што треба да се запази биолошкиот круг. Тоа го напоменав претходно. Биолошкиот круг во еден аквариум се одвива на следниот принцип.
прво почнуваме од храната. Рибата јади храната, нормално после тоа останатата храна, пајжа на дното, неизедената храна, затоа имам втора група риби санитарци, значи храната од дното ја дојадуваат, така познати чистачи. Понатаму се создава измет кај рибите. Изметот кој се раствора во водата служи како џубриво за растенијата. Значи затоа е битно да се постава растенија. Доколку нема растенија, изметот останува во водата растворен, па се создаваат амоњак, нитрати, нитрити и други отрови кои се нормално погубни за рибите, се создава веќе помор. Затоа чистењето, значи како што напоменав, не се одвива со растурање на аквариумот, миење посебно песок или на аквариумот. Главно чистење се одстранување на алгите кои се зафаќаат на стаклото и промените на вода, неделни промени. Зависно од литражата, пресметуваме колку литри треба да промениме на водата. Просек од 15 до 20 литри промена на водата неделно. И тоа е единственото чистење и нормално да не забораваме филтерот, значи кој има најчесто сунгер, треба да се мие еднаш месечно со аквариумска вода. Најчеста грешка што ја прават акваристите е миење на филтерот со вода од чешма, со вода со хлор, затоа што во филтерот се наоѓаат посебни бактерии кои амоњакот го користат како исхрана, го претвора во нитрати, нитрити, во помалку отровни супстанции за рибите, така да се потполнува тој биолошки круг во водата. Кои се најчестите болести од кои може да заболат рибите? Најчести болести се јавуваат поради стрес, а стресот кај рибите се појавува поради промена на pH вредноста на водата. Било кај нас во нашите аквариуми сме свелиле поголемо количество на вода, или па при транспорт, или купувањето од продавница па носењето во аквариум. Секогаш варира pH вредноста, создава стрес, а стресот резултира со бели точки, кои може да се забележат по телото. Доколку се забележа во почетокот, може лесно да биде излечени. Се крива температурата од 28 до 30 степени, најдобро е 30 доколку може рибите да издржат, доколку не со помала температура. Тој паразит кој ја напаѓа кожата на рибите, бактерија поточно кажано, и со кревањето на температурата се забрзува животниот циклус. Со тоа побрзо се откачува, веќе се размножува и веќе полови низ водата бара следна жртва, значи со послаб имунитет на која риба. На тој начин се забрзува имунитетот, значи и може да се излечат рибите. Исто така потребно е да се има уштеден аквариум, значи како карантин, тука се става заразената риба, некогаш зависно од рибата треба да се внимава, некои риби има кои не трпа сол, доколку рибата поднесува одредени количини на сол, се додава сол, зависно од рибата или тражата на аквариумот, едно лајче, две лајче, значи зависно, како што кажав, се додава сол и има посебни препарати, најчесто се користи контраиктио, кој се тура или во аквариум или во карантински аквариум. Тоа е една од најчестите болести кои се јавува кај рибите, останатите поморот поради покачено ниво на амоњак во водата. Кои се риби ги имаш ти во твојот аквариум и на која температура треба да се одгледуваат? Моментално имам бета борец, аквариумски ракчина, козици познати, и нормално санитарци, два алгари, сиамски алгари се нарекува, поради тоа што имам нано аквариум, не можам да си дозволам повеќе риби да наместам во аквариумот, затоа што претходно имав поголеми литражи на аквариуми, повеќе аквариуми, сега поради врските останав со нано аквариум. На што се треба да внимаваме за да немаме смртност кај аквариумските рибчиња, пошто знаеме нели тие се навистина нежни? Како што кажав, треба да се запази биолошкиот круг најпрво во водата, значи да се има стабилна хемиски чиста вода. Доколку значи филтерот не е циклиран, нема во него полезни бактерии кои би го отстранувале амоњакот и отпадот од водата, тогаш не станува покачено ниво на амоњак и веќе имаме смртност кај рибите. Тоа е првата смртност. Втората работа е прехранување на рибите, хранење со неквалитетни храни, мешање на риби, значи агресивни со неагресивни видови кои не си одговараат и така натаму. Значи најчесто тоа е и треба да се внимава на температурата, значи да се постигне температурата која на рибите им одговара онака како што е во природната средина. Најчесто чувани риби во аквариумите се златни рибки, караси. Најголема грешка кај нив е што ги чуваат на повисоки температури, а тоа е речна риба која треба да се чува околу 18 степени просек, на сака нешто полани води. Значи тогаш настанува нормално смртност, веќе слаба имунитетот на рибата и резултира со крајни исход смрт кај рибите.
Со што се ги храниш? Ајде еден совет до нашите гледачи, каква храна треба да им се дава и колку често треба да им се дава? Јас најчесто ги хранам со замрзната храна, Артемија, од фирмата Ocean Nutrition, инаку може да се хранат и со лисната храна, не е битно која марка, битно е да ги содржи потребните нутритивни состојки на кои се потребни за рибата за здрав живот. Доколку ги запазиме овие работи, може да се гарантира здрав живот на рибата. Јас веќе имам искуство и го знам одговорот, но ајде да им кажеме на нашите гледачи, дали има вистина во тоа дека гледањето во аквариум смирува? Па има голема вистина, има големо психотерапевско дејство гледањето во аквариум. Тоа е докажано и од доста психолози, а и од мое искуство можам јас да го докажам. Значи, гледањето во аквариум представува една прекрасна гледка. Фактички аквариумот е мало парче природа донесено во нашиот дом. Така да фактот тоа дека човекот потекнува природата, значи не може да се побија дека аквариумот не може да не смири, затоа што гледаме во едно парче средина, природа. Доволно зборувавме за аквариумските рибчиња, ајде сега малку за канаринците. Колку долго ги имаш и на кој начин се грижиш за нив? Канаринците, па ги немам долго време. Почна случајно со еден поклон за роден ден кој добив канаринецот, па поради песната, поради хобито, веќе купив уште еден пастер кој моментално ги имам. Грижањето за нив е секојдневно сменување на вода, давање храна, не е некоја голема тешкотија. Со каква храна ги храниш канаринците и дали тоа влијае врз нивната милозвучна песна? Па може да се каже дека влијае, значи најчесто проблем се јавува доколку ги прехрануваме, настанува задебелување на гласните жици, птицата не е толку активна, значи помалку пее. Потребно да се запаза дневните количини на храна. Најчесто ги хранам со семенска мешавина за канаринци, повремено давање на јајчана храна заради дефицитот на протеини и одредени витамини и минерали, и нормално след повремено давање на коноп, на лен и други семенски мешавини, значи кои ги барат. Има трикови околу учењето на песната на канаринците, па ајде да ни откриеш нешто и за тоа. Па да, има посебни трикови. Тоа најчесто се случува кога младите птици сакаме да ги научиме на одредена песна, се чуваат со птица која веќе ја има таа песна, поточно пее, е добар пејач, се чува одреден период, значи најчесто во период на митерењето се чува со цел да ја научат таа песна да ја пее. Сега, доколку немаме друга птица, може исто така да се користи технологијата. Значи се оставаат радија, се пуштаат CD-а, значи со одредени песни што ние сакаме да ги научи птицата. Дали има нешто што испуштивме, а ти би сакал да го споделиш со гледачите на емисијата пријатели? Па би сакал да напоменам повторно во врска за акваристиката, како да напел до младите и новите акваристи, значи да не избрзуваат, затоа што ова хоби не е хоби кој може да биде во секунда, значи успешно, значи мора да се има големо трпение пред да појдат во продавница, значи да купат одредена риба, да прочитаат, значи на интернет, да се информираат во врска со таа риба, дали може да живее во аквариум, колкава литража барат, која е исхрана, која температура. Значи денеска интернет има еден куп информација што може да се добие таму. Најпрво да се информираат, а потоа да почнат со ова хоби со цел да не биде погубно и за рибите и за нивниот џеб. Ти благодарам за гостувањето во емисијата пријатели и уште повеќе за топлото добре дојде во твојот дом. Благодарам и на вас.
Ние се наоѓаме кај доктор Петар Чупона, кој што ќе ни ја збогати емисијата со корисни совети околу нашите миленици. Здраво, Петар, како сте? Здраво, ви благодарам за поканата за да учествувам во вашата емисија. Доктор Петар, што значи чипувањето на нашите миленици? Чипувањето на нашите миленици од оваа година влезе во законска рамка, така да од 7 месец 2013 година обавезно е чипување на домашните миленици, односно кучината. Овој закон се планираше да се донеси многу порано, али технички можности не овозможуваа да се спроведи тоа, така да од следната година активно ќе се чипуваат сите домашни миленици, односно кучината. Зошто се спроведува оваа акција? Акцијата се спроведува најчесто ради да се знае потеклото на секој куче, кој е собственикот на тоа куче, и ако тоа куче се најди на улица без собственик, значи да се шета, а при тоа се утврди дека е на тој, ако е чипирано, ќе се утврди сигурно чие е тоа куче, тога следуваат санкции. Контроли ќе има секаде, значи чак дури по домовите инспекцијата ќе биде надлежна ако некој поседува куче да го контролира дали тоа има микрочип и дали е вакцинирано од бесмило. Како што знаеме, бесмилото е во законска рамка со години, а сега исто така влегува и микрочипот кој ќе биде аплициран кај кучините. Дали според вас е добро да се чипуваат милениците и како оди процедурата? Па нема ништо лошо во тоа. Значи тоа рековме дека ради и сузбивање на намалување на кучина скитници во тој поглед, пошто било кој куче ако се фати на улица и се утврди неговиот собственик, тој ќе мора да плати казна, затоа што тоа куче не се движи, значи во присуство на собственикот. Тоа може некој да го и некој ако му е веќе здосаден неговиот милиник, а кучето е веќе чипирано, значи тој ќе го избрка на улица и тоа куче веќе постанува скитник. Исто така ќе постојат санкции и затоа се предвидува чипирањето, значи да се има една потполна евиденција и контрола на домашните миленици во Република Македонија. Како оди процедурата? Процедурата за чипирањето, значи микрочипот може да го аплицира само овластена ветеринарна амбуланта, станица или болница, која има склучено договор со Дирекцијата за храна и ветеринарство, односно ветеринарната управа. Чипот, значи, го поседува ветеринарот, странката мора да се јави, значи по нејзина волја, никој не може да со сила да ги натера да се пријават за чипирање, али при доаѓање во амбуланта чипот се аплицира во поткожје, значи тоа е една електронска направа, многу мала и која служи за идентификација. Таа може микрочипот исклучиво може да се прочита само со читачи специјални за микрочипови. И многу од луѓето има заблуда дека со поставувањето на чипот можат и од миленик да го пронајдат преку сателит. Ајде да кажеме како оди тоа. Прво да разјасниме дека микрочипот не е GPS локатор. Значи, GPS локаторите се сосема друга направа, електронска, која најчесто ги користат ловџиите, има и некои што се користат и сами, значи тоа е многу поскапа работа. А самиот микрочип кој го носи ова куче не може да се сателитски да се прати, нити да го пратите на телефон, да речеме каде е кучето. Дали може да има некои несакани дејства со поставувањето на чипот? Несакани дејства, ако се работи стерилно, значи ако е потполно здраво куче ако дојде, тоа ќе се чипира без никакви проблеми, значи нема никакви нуспојави после тоа и е многу едноставна процедура. Доктор Чупона, ви благодарам за гостувањето во емисијата, пријатели. Благодарам. Sing, Mishka. Good girl. Sing. Good girl. Sing.
Mishka, I love you. Sing, oh. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. You wanna listen to your song? Sing, Mishka. Good girl. Good girl. Sing, Mishka. Good girl. Sing. Good girl. She's so Инсектите играле кошарка против жирафата, мечката, лавот и волкот. Инсектите биле ситни и бавни, па така не постигнувале многу кошеви, додека пак другите животни цело време воделе и така полувремето завршило со 0,80 за шумските животни. Во второто полувреме во игра се вклучила и стоногалката. Цел надпревар добил пресврт. На крајот инсектите победиле. Додека славеле, тренерот ја запрашил стоногалката. Добро, каде беше ти цело прво полувреме? Ги врзував патиките. Се надевам дека овој викенд ви започне убаво со нас и нормално со вашите домашни миленици. Се надеваме дека ви се допаднаа нашите содржини и дека наредната недела ќе бидете повторно со нас. До тогаш пријатен викенд. Чао!